Добре дојдовте во Клиника за се. Јас сум Менчата Насова-Точи. Ако сакаме да разбереме што навистина се случува во здравството, не може да почнеме од последиците, а да го прескокнеме системот. Затоа на самиот почеток човекот што го води. Мој гостин е министерот за здравство Азир Алиу. Ке зборуваме за реалноста што ја чувствуваат пациентите и лекарите, за проблемите што се повторуваат со години, но и за решенијата што или доцнат или никогаш не стигнуваат. Ке ве менуваат ли со реконструкцијата што ја најави премиерот за мај или јуни? И ако тука има кривично дело, ние сме дали ќе пријавите? Тука не смеме да мислиме дали ќе пријавиме, бејќи тогаш мене треба некој да ме пријави. Ако по допрен глас слушат нешто, мислам дека е нормално да покренат постапки. И тие самите. Тројца доктори вратија 25.000 евра пари кои ги земале незаконски бидејќи си пишувале повеќе часови за дежурство. Има ли истрага за овој случај? Ке има ли или ке заврши само со враќање на парите, зашто и ова е кривично дело. Детектиравме дека нешто ви простивме, ги вративте парите, така. па ви простивме. Ке има ли контроли од јавна тајна е дека многу често се злоупотребува дополнителната дејност. Замислете се, уште имаме здравствени институции кои немат апарат за плаќање со картичка или онлайн. Најавивте дека до мај клинички ќе има нов паркинг со смарт инфраструктура и катна гаража. Мај дојде, катната гаража ја нема. Точно, во право сте. Мај дојде, катната гаража ја снема. Болницата во Кичево е за Гинис. Се гради 37 години. Така. Ќе одговара ли некој во проектната единица во Министерството за здравство за парите што се потрошија сите овие години? Добре дојдовте, министра. Благодарам на поканата. Добро ве најдов. На почеток да ве прашам, ке ве менуваат ли со реконструкцијата што ја најави премиерот за мај или јуни, или ни останувате затоа што дадовте многу ветувања, да не бидат џабе ветувањата, нели? Па и интервјуто што го правиме. Јас се водам од принципот колку и да бидам негде, во кој е периодот во кој што раководам со процесите, и после кога нема да бидам да останам препознаен по нешто што функционира или што е оптимизирано. За да може така да функционираш, не треба да се грижиш дали ќе бидеш или не. Доволно е толку колку што си таму, да функционираш и да работиш и да промениш на подобро процес, не знам, систем, некој протокол и така натаму. И се водам од тоа. Верувајте дека воопшто не ми е дел од анализите дали ќе бидам, бидејќи овие се позиции кои што се менливи. Идејата е се додека сте таму, мора да дадете придонес, да дадете максимум од себе си, да креирате екипа и систем кој што ќе функционира и после вас. Да, но сепак мислам дека не е добро толку набргу да се менуваат министрите, затоа што еден ќе започне нешто, другиот него завршува, носи своји идеи, своји стратегии. Знаете, ние имаме акцијски план, имаме национален план за здравството и ценам дека и да не бидам таму, најверојатно другиот што би продолжил од таму кај што застанал процесот. Јас така би функционирал, но како и да, ние ќе се видиме и во други емисии. Сигурно. Има ли некои нови моменти за случајот шверцувани филери, што го водат основното јавно обвинителство и МВР? Има ли нешто ново и има ли контроли други засилени во други ординации? Јас сум многу задоволен дека системот почна да функционира. Знаете дека од самиот почеток направивме систем за да може да имаме интеракција во реално време со граѓаните. И тоа или преку отворен кабинет во петок од 10 до 15 часот, или преку порталот, преку веб страната на Министерството, каде што граѓаните може да пријавуваат. И веќе се чувствуваат и граѓаните гледаат дека имаме напредок, имаме процеси кои што се отварат и никогаш не биле отворени. Еден од нив е и овој. Јас навистина сум загрижен од системот и од начинот како луѓето
толку слободно можат да ракуваат со работи кои што можат да придонесат кон влошување на здравствениот систем на луѓето или во овој случај на пациентите. Ништо не можеме во оваа фаза да јавно да кажеме заради истрагата, но ве уверувам дека после истрагата ќе ги имате сите детали кои што за жал не се позитивни. Тука имаме во целиот систем, освен пациенти кои што страдаат од таков тип на контраиндикации кои што ги има, но исто така од доктори, од професионалци кои што етиката за жал не е на ниво. Профитот го ставиле пред етиката. Ке ги објавите ли имињата на ординациите? Зборувам затоа што се аплицирале кај граѓани, кај луѓе, пред се заради грижата кон нив. Има два процеса кои што паралелно ги работиме. Првиот е поврзан, знаете, Малмете институција која што менаџира со све што влегува, што е поврзано со лек или здравствени процеси во државата. Овој процес го анализираме, дали некогаш аплицирано е во Малмет за да може да се добие таа... Ги повикувате ли да се јават или како? Не, имаме систем, знаете, инспекторатот е под Министерство за здравство, така да ние дневно имаме состаноци со инспекторатот. Можам да кажам, информација за вас, дека веќе активно работиме со инспекторатот во сите установи кои што цениме дека треба да адхок да имаме сепак има инспекции, има контроли. И јавно кажувам дека таму кај што ќе најдеме материјал или елементи кои што се поврзуваат, а се нелегални, или увозот е нелегален, или процесот, здравствениот, таа активност, таа функционалност внатре не е според протоколите, ќе бидат затворени. Се работи за така, за шверцувани, не сме сигурни и немаме докази дека се тоа фалсификувани, така? Значи, ќе треба да се види квалитетот, така, треба да се испита квалитетот, но не само тоа. Има институции кои што нудат таков тип на услуги, а немаат соодветен кадар. Знаете, дозволено е само во клиники кои што имаат соодветен кадар, дерматолози. Исто така и во институции кои што се грижат за убавина и таков тип на салони, но мора да имат вработен стручен кожен лекар, доктор кој што има лиценца за тоа и може да работи. За жал, првите индикации се дека има и такви институции кои што немаат таков тип на човечки капацитети, а нудат таков тип на услуга. Кој е надлежен за козметичките салони? За контроли? Значи све што е поврзано со здравствениот процес и услуги поврзани со здравството е Министерството и инспекторатот кај нас, санитарен и здравствен инспекторат. На клиниката за онкологија се уште нема некои лекови, конкретно фулвестрант и палбоциклип. Кога ќе бидат достапни до пациентите? Клиниката има буџет, има и условен буџет за лекови. Во што е проблем? Клиниката не само што има буџет, туку клиниката има двојно поголеми средства за лекови. Јас во почеток, ако ми дозволите, не знам колку имаме време, кога имавме ребаланс во 2025 година, јас бев, мислам дека, ако не се лажам, само 2 недели како министер за здравство и барав која е методологија за организирање, анализа и буџетирање на здравствените услуги и здравствениот систем во државата. За жал, не најдов таков тип на протокол кој што не води како здравство. Туку, за жал, се креираат буџетите и буџетските линии врз основа на барање или врз основа на историјат. Ке се вратите 3-4 години назад, ќе видите кој бил буџетот, па истиот или малце ќе зголеми. А се зголемува бројот на пациенти? Се зголемува освен бројот на пациенти и начинот на третирање и така натаму, а тоа е поврзано индиректно или директно со човечки капацитети и со пари. Случајот исто така и во онкологија истиот, бидејќи бројот на пациенти секоја година расте, третманите се све поскапи, бидејќи нели нови лекови поскапи, но поквалитетни и дават резултати на време. Исто така дозите кои што се апсорбираат се различни врз основа на нели тежина,
ниво на здравствен проблем и така се натаму, како и да е. кон пациентите, така. Решението го најдовме и решението е следно, веќе нема да има отворени повици или тендерирање на постапки за 1 година, туку ќе бидат за 3 години. И ова е единственото решение за здравствените институции за 2 работи. Прво, вие може да исцрпите количини и од наредната година, бидејќи проблемот кај нас како мала држава. А да не се задолжувате кај веледрогериите. 2 работи се во кои што ние се соочуваме со проблемот. Прво, како мала држава, реално лековите ни се поскапи отколку во големи држави. Ова го решаваме Затоа што сме мал пазар, претпоставувам. Затоа што сме мал пазар, количините се помали и така натаму. Чак имаме случаи кои што компаниите воопшто не се ни заинтересирани да аплицира за некој тип на лек кај што маржата е помала. И тука го решаваме моментално со директни преговори според законот и тука намаливме веќе неколку лека и тоа процентуално по 10-15%. Вториот момент е 3-годишни јавни набавки, која што и тие ќе бидат посигурни, ќе знаат дека ќе пласираат за 3 години одредена количина за една земја. Тука исто така се намалува цената, но од другата страна пациентите нема да чекаат лек, бидејќи истите ќе ги има цело време на клиника. Набавките ќе бидат централизирани преку министерство или сега клиниката си ги набавува? Моментално се децентрализирани и тоа е дополнителен проблем. И поскапо и гледате не само во таа клиника, во неколку клиники имаме задоцнување. Едни се заради административни процедури, другите се заради тоа што компаниите кои што треба да ги увезуваат, каснат и така натаму. Централизирано ќе биде, но во моментот наоѓаме начин како тоа да биде. Знаете, секој процес кој што се менува, мора да бидете сигурни дека менувате за подобро, не се менува за да креирате дополнителен хаос во здравството. Но сигурно од наредната година веќе ќе имаме централизиран систем на набавки. Не ми кажавте кога ќе ги добијат овие лекови? Значи тие лекови се заменуваат, не се пациентите без лек, значи се третираат истите. Едниот лек веќе е во процедура, административна процедура за да може да влезе да се употреби. Вториот закаснил заради исто така административни процедури, значи не се јавил, па уште еднаш требало да се повторува постапката. Да. Што ќе се преземе за подобра скрининг програма, бидејќи ревизорскиот извештај за онколошки скрининг е поразителен на вистина? И пред тој ревизорски извештај, јас сум работел во слични проекти и првиот момент кога прашав за скрининг програмите, бидејќи цело време зборам како министер дека здравството не треба само да лечи, туку и да превенира. А единствен начин за превенција е скрининг програмите и да може да имаме, да детектираме во рана фаза канцер, нарочито канцер на дојка и канцер на бели дробови, за да може да имаме поквалитетен живот. Апсолутно, не само тоа. И економски. Анализите покажуваат во светот дека повеќе државите вложуваат заради економскиот момент и заради превенција. Но зошто економскиот момент? Кога пациентот во овој случај се детектира во рана фаза, он веќе има поквалитетен живот. Тоа значи дека е подобар работник, тоа значи дека нема да добие и здравството помалку троши. И здравството помалку троши, а економијата има здрав вработен. Што се случува во тој период? Јас од моите претходни искуства видов дека нешто не функционира во скринингот. Од проста причина. На едно мое прашање, дали ги следите и постскрининг, дали имаме програма? Одговорот беше не. Значи, ако вие немате постскрининг програма, значи, знаете тој луп за да се подобрите, вие мора да видите колку имате, таму се вика false positive, false negative и така натаму. Значи, вие пациентот ви поминува ни скрининг програма, не се детектира, после 5-6 месеци се детектира со канцер. Тоа значи дека ви поминал во скрининг програмата. И мора нешто да смените. Или методологија, или начин како се прави скринингот, или може би технологиите. Тоа за жал го немаме кај нас и јас во оваа фаза, ако гледате, работиме, креирав работна група за да се смени цела методологија за скрининг програмата. Од моментот на информирање на пациентот до моментот на постскрининг програма која што ќе ни служи за нас. И да видиме колку ни бегат пациенти недетектирани, колку ни влегуваат пациенти лажно детектирани, бидејќи тоа е лош, ме разбирате. Да. И вие мора да ги имате сите индикатори за да може да се подобри таа програма.
Од оваа година веќе зголемуваме скрининг програми. Знаете, за прв пат имаме и за бели дробови. Ние сме население кој што за жал многу пушиме и патиме од канцер на бели дробови. А канцер на бели дробови, ако се детектира во рана фаза, е лечлив и немате последици. Затоа ценам дека таму исто треба да се вложи, колку што треба да се вложи во скрининг програмата за канцер на дојка. Добро е тоа, меѓутоа мислам дека ви фали кампања, односно подобра информираност на граѓаните да знаат. После новата методологија, веќе имаме нацртано мастер план, како тоа ќе го направиме. Ке имаме сега моментално оди преку мој термин, преку е-здравство системот, ке имаме исто така и... Матичните ги известуваат. Така, но ке имаме и директна комуникација со граѓаните, веќе не се пациенти во таа фаза се, нели, граѓани кои што се заинтересирани во скрининг програмата. Анализираме во светот, има неколку начини. Едниот е поврзување со бизнис заедницата. Вие ако сте вработена во компанија, имате над 45 години, вие сакате нечете компанијата ве задолжува да одите на скрининг програма за канцер, за детекција на или на канцер на дојка и така натаму. И мислам дека превентивно ќе мора да најдеме и ние начин. Јавноста со нетрпение го очекува извештајот на странските експерти за непотребните хируршки интервенции на пациенти. 9 месеци помина. Кога ќе биде конечно готов? Веќе го имаме, значи извештајот е завршен и од странците. Уште еднаш, знам дека таа тема беше интересна од аспект на јавноста, новинарите, граѓаните, со право. Но од другата страна, мојот пристап секогаш бил да не подлегнам под таков тип на притисоци од типот дај да брзаме за да завршиме со процесот. Подобро да бидам дел од таа критична маса која што велеве помина 5 месеци, 9 месеци, уште немаме резултат. Значи прво имавме резултат, значи првичен резултат, таа драфт верзија на извештајот, кој што беше креиран од страна на стручната комисија, креиран од наша страна, од внатрешните капацитети. После одлучивте странци. Не, тоа од самиот почеток одлучив и тие беа од првиот ден информирани од моја страна дека освен вие како внатрешна стручна комисија, после вашето завршување, значи целиот процес јас им го објаснив од самиот почеток и тоа лично јас го барав. Значи не недоверба кон домашните експерти. Не, воопшто не беше недоверба, тоа беше само да се подигне довербата на граѓаните кон здравствениот систем. Мене нешто ме боли, бидејќи граѓаните воопшто не веруваат воопшто малце веруваат во институциите, но во здравствениот систем веруваат многу малце. Вие како пациент, ако верувате многу малце во здравствениот систем, вие верувате малце кај докторот. И све што е поврзано со вашето лекување, све е со недоверба. А тоа веќе исто така е докажано дека делува негативно и психички кон граѓаните. Заради таа причина, за да можат граѓаните воопшто да немаат, да не се двоумат дали резултатите извештајот е фингиран од страна на министерот или на институциите, или од страна на експертите, бидејќи мала земја, сите се знаеме, јас барав тројца надворешни експерти кои што експлицитно реков дека не смеат да имат никогаш некое не само влијание, едноставно да не работеле со ниеден наш здравствен систем, за да не ги поврзуваат со едни или со други доктори во државата. И најдовме фантастични тројца експерти кои што ја завршија фантастично добро својата работа. Зошто не ги објавуваме, бидејќи јас нели и тогаш реков ке имаме пресконференција. Првата пресконференција заедно со внатрешната комисија ја имавме со тој драфт извештај, втората ќе ја имаме заедно сите надворешните експерти, заедно со внатрешните експерти. Во оваа фаза се синхронизираат, бидејќи нели се работи за два различни извештаја од две различни експертски тела. И фере да седнат заедно, да ги анализират сите наоди од едната и од другата, за да може да имаме крајни извештај. Тој крајни извештај за нас ќе биде патокас за понатаму како Министерството ќе креира политики, а да не се повторува таков тип на Ама не само политики, ако тука има кривично дело, ние сме задолжени, тука не смеме да мислиме дали ќе пријавиме, бидејќи тогаш мене треба некој да ме пријави. И јас, освен што го штитам системот, и нормално, логично е да се штитиш и самиот себе си, така да нема јас да дозволам, ако во самиот извештај има наоди кои што треба понатамо да се процесуираат,
да не ги процесуирам, бидејќи тогаш утре ќе има друг министер, друга влада може против мене да покренат постапка. Така да тоа е нелогично прво. Да потсетам, значи доктор Кеде во август минатата година обзнани дека поседува докази, потенцирам докази за кардиохируршки операции кои биле правени на десетина пациенти на кои им бил отваран граден кош без потреба само за профит и дека одредени болници, приватни болници треба да се затворат. Во меѓувреме ништо не се случи, вие го чекате извештајот, кажавте ова како планирате да го направите, каде е тука обвинителството или чекате да се финализира сето ова или само со укор ќе заврши целата работа? Прво вака, јас не можам да зборам за обвинителството. Министерството и фондот се тие што треба да пријават во други надлежни институции. Не ако само има тоа, и другите дело, надлежни институции, ако по допрен глас слушаат нешто, мислам дека е нормално да покренат и тие постапки. самите по допрен глас. Ако веќе имат емисија која што доктор вели дека има докази, јас ценев дека истиот момент треба да биде повикан и да се процесуира по јавно достапни информации во медиумите. За сега нема такво нешто. Па јас не знам, немам информации, бидејќи јас истиот ден ме известија. Јас знаете дека, не знам до душа дали знаете, јас немам телевизор дома и не гледам, не слушам, мислам, не сум во текст со све што се случува. Ме известија дека има во една од емисиите таков тип на известување. Утредента пиевме кафе со професорот и од истиот ден јас креирав работна група, работеа неколку месеци, нели првиот извештај, неколку месеци пак втората група и сега веќе имаме резултат. Меѓутоа јавноста станува нестрплива и ако веќе има докази, треба да си реагира и обвинителството. Сега го чекам извештајот, уште колку време би потрајало целото ова? Па јас мислам дека уште малце, јас се надевав дека оваа недела ќе имаме пресконференција. Реално административни се процедурите, така да ќе ме известат кога ќе биде крајниот извештај и тогаш ќе имаме пресконференција и ќе бидете известени. Тука на кратко застануваме и одиме со сегментот совети. Зошто е важно срцето да се проверува редовно? Целта на редовните прегледи е навремено откривање на срцеви заболувања пред да настанат првите знаци и симптоми. Кои симптоми најчесто ги игнорираме, а можат да бидат знак за кардиолошки проблем? Често пати имаме и општи симптоми, како например заморот, еден од најинтригантните симптоми, кои што може да ги препишеме на било која друга болест, а да потекнува од срцето. Друго, киселините во желудникот, исто така, болката во грбот, болката во рамото. Зошто високиот крвен притисок се смета за тивок ризик? Високиот крвен притисок некогаш не може да даде и симптоми. Често пати луѓето доаѓаат на случаен преглед со притисок и 200 без да осеќаат никакви знаци симптоми, но ризикот од него е многу голем. Што опфаќа еден основен кардиолошки преглед? Основниот кардиолошки преглед се состои од физикалниот наод, преслушување на срцето и на белите дробови, мерење на крвниот притисок, ЕКГ и ехокардиографијата. Што е ехокардиографија? Ехокардиографијата е метода која што ни дава приказ на градбата на срцето, на движењата на срцевиот зид, на залистоците и така натаму. Кој е кандидат за кардиолошки преглед? Секој од нас е кандидат за кардиолошки преглед, поготово личностите кои што се со висок ризик, со висок крвен притисок, дијабетесот, маснотиите и така. Наследните фактори се многу важни во појавата на срцевите заболувања, така да секој некој што е висок ризик, кој што во семејството има смрт на родител починат пред 50-та година, е со висок ризик. Стресот игра голема улога, поготово ваквиот начин на живот, брзото темпо. Не за срцевите заболувања не за џабе се нарекуваат и менаџерска болест. Многу често и во студиите кои што се досега работени, стресот спаѓа во меѓу првите ризик фактори за кардиоваскуларни заболувања. Во однос на возрастните групи немаме разлика дали е стар или млад. Возрастната група, односно границите се спуштаат на подолна возраст, така да во праксата сме наишли на случај кога бабата го донесе своето внуче со миокарден инфаркт. Се враќаме во студиото, гостин министрот за здравство Азир Алиу. Тројца доктори вратија 25.000 евра пари кои ги земале незаконски бидејќи си пишувале повеќе часови за дежурства.
има ли истрага за овој случај? Ке има ли или ке заврши само со враќање на парите, зашто и ова е кривично дело. Си Ова е уште пишуваме. еден доказ дека веќе системот почнува да функционира, нели? Филери едноставно се Тоа да, ама сега детектиравме излегува, дека нешто ви не простивме, функционира. ги вративте не е парите, така. па ви простивме. Значи ние уште еднаш велам, не сакам лично јас како профил не сум човек кој што сакам сензации, креирање на Не се работи за сензација, ова е навистина кривично дело. Ајде сега сите да земеме од Еве, ке ви- фирмите, да си земеме пари, ама не сме знаеле, Овие сме се сгрешиле. административни процедури, значи не се работи за клинички пропусти, се работи за административна процедура која што во моментот анализираме дали е направена од страна на вработените во финанси или од страна или заедно самиот лекар. или од самиот Не може лекар. еден Бидејќи лекар да сепак биде во 6 сали. на крајот на денот, одеднаш. знаете, ние во секоја институција имаме директор на институцијата кој е надлежен и та му е работна задача за да може да ги следи и Така. вработените и активностите, но и финансискиот модел. Покомплицирани се работите, затоа не сака и во овој случај, и не само во овој, во неколку отворени случаи, тука беше исто така нели со мозоците. Тогаш реков дека не смееме ние да Стара направиме работа, сензација од работи кои што навистина можеби звучат интересно или ружно, па така се продаваат побрзо до граѓаните, но ние и јас како министер нема да дозволиме здравството да биде на тапет само заради лајк или заради повеќе кликови на некој Апсолутно, тоа медиум. беше- И тогаш реков дека се работи за научно истражување кое што не треба да брзаме и испадна дека навистина нема материјал за паника и тука исто така. Веќе системот се сетира, нема да има, освен тие што беа вратени, има и повеќе работи кои што ние ги детектиравме, работиме без медиуми, без јавност, за да може тие процеси да ги Добро, сведуваме на да. нула. Бидејќи на крајот на денот, уште еднаш, нашата задача, мојата задача како министер е утре граѓанинот, кога ќе оди кај докторот, да знае дека он не е корумпиран, да знае дека он е професионалец и на крајот на денот све што кој му каже, ќе треба да го следи за да се подобри здравјето. Така, само да појаснам, околу мозоците тоа беше пред 15 на години и може би беше проект, но нема средено со царината, со други документи и затоа сега дојде интересен за разговор. Тоа е нешто што се случуваше пред 15 на години. Кога сме веќе кај ова со враќањето на парите, сакам да ве прашам, кој ги контролира докторите во однос на дополнителната дејност? Ќе има ли контроли? Јавна тајна е дека многу често се злоупотребува дополнителната дејност. За пари може попладне, може на дежурство, па дури Значи, и во работно време, но во реално време нема термини. Државен санитарен здравствен инспекторат и Министерството се надлежни за анализа и детекција на злоупотреби во системот. И ние веќе тука направивме две работи. Првата работа е детектиравме која ни е најслаба алка во системот а поврзана со корупција. И тоа беше листа на чекање за елективни операции. Најавивте нешто тогаш. Не само што најавивме, ние веќе имаме решение на тоа. Сега ако влезете во операција.здравство.gov.mk, вие ќе може за секоја институција или за докторот кој што вие сакате да видите колку е листа на чекање или за операција, вид на операција, вие може да видите во реално време колку треба да чекат. Што се случуваше тука? Благодарење на отворениот систем, кој што имавме многу граѓани и се жалеа. Докторот ни вели ке треба да чекате 3 месеци или ако не сакате да чекате може утре да дојдете. Чак може и во истата институција, но после 3-4, значи како дополнителна дејност. И анализиравме дека процесот заглавува во тоа што граѓаните немат информации дали таа листа на чекање на вистина е за 3 месеци или за 3 дена. Што направивме? Ги задолживме сите институции, направивме систем во мој термин, кој што сега веќе е порталот отворен, функционира, е лайв, и знаеме дека во секоја институција колку е листата на чекање. Една помала можност за злоупотреба во здравствениот систем. Значи, вие нема да можете сега таа листа на чекање во фјока да ви биде. А не може ли да се вметне некој прекурет? Сега работиме и понатаму. Првиот предизвик ни беше дека не ги полнат во реално време.
И се уште за жал има институции кои што не ги ажурираат податоците. Тие треба дневно да се ажурираат за да може ние реално да видиме дали таа листа на чекање се ажурира. И тука исто така писмено им се обративме на сите институции дека задолжително мора да се ажурира во реално време листата. Вториот момент е ги чекираме. Значи сега во оваа фаза, во оваа ера на дигитализација многу лесно е ако имате систем за да може да компарирате податок дали е таков, кога е креиран и кога треба да заврши. Значи тој процес од моментот на раѓање до моментот на завршување или на интерап на процесот, вие знаете во реално време кај заглавува или кај завршил и како завршил. Правиме такви анализи за да видиме дали во моментот листите на чекање се реални. Испаѓа дека реални се, но не се ажурирани. Например, имате во листа на чекање човек, пациенти кои што се 2-3 години во листа на чекање. Че таа листа не е ажурирана. Сега дополнително ги известуваме институциите да ги ажурираат и ако тие се стари пациенти или веќе пациенти кои што поминале низ здравствениот процес да не останат таму како пациенти. Може би не поминале, да, за жал. Да. А како и да е, значи тие се живи процеси кои што мора да се работат интерактивно со сите институции. Ке им треба време да се навикнат. Вториот момент, исто тука имаме наоди, еве бидејќи сакате да збориме за наоди, имаме институции кои што нели законски мора 20% дозволено е 20% да работат над нели тие 100% работа во дополнителната, само 20%. Веќе најдовме неколку лекари кои што работеле 40-45% дополнителна работа, што не е дозволено во законот. Во сопствените клиники. Уште пострашно е во приватните клиники. За две работи. Прво, приватните клиники нам ни се кластери недопирливи. Значи, тие црпат информација од јавниот здравствен систем, ние ништо не знаеме за нив. Така. И ако памтите, пред 6-7 месеци во една од моите пресконференции реков дека ќе ги задолжиме сите приватни здравствени институции да ги отварат системите и да може и ние да црпиме информација од таму и нашиот здравствен систем да ги има сите здравствени фолдери за сите граѓани. Бидејќи и тој граѓанин што се лекува во јавна здравствена институција и тој што се лекува во приватна здравствена институција и тие придонесуваат кон државата и се наши граѓани и ние мора да ги следиме здравствено и првите и вторите. За среќа мора да кажам дека ниедна здравствена институција приватна не рече не. Значи сите веќе работат на двојна интеракција помеѓу двата система. Во моментот таму зошто велам дека уште пострашно. Тоа е добар момент. Ние не знаеме дека колку часа работат нашите доктори во приватните здравствени институции. Сега знаете дека имаме еден процес кој што го пилотиравме, фингерпринтот. Исто така ќе сакаме истиот наш систем да го инсталираме и во приватните здравствени институции. Човек, доктор кој што работи експерт во јавно-приватно здравство, за да може и таму да се чекира кога ќе оди на приватна институција да работи. И за да може да видиме колку часа и таму работи. Веќе исто имаме наоди, се уште ни се во фаза на анализа, не можам да кажам дека се точни, но како и да имаме информации дека има доктори кои што велат тука немаме услови, дојдете во таа и таа приватна институција, јас работам тој и тој ден и таму ќе ве лекувам. Што не е добро за него прво, од етичка гледна точка, второ не е добро за нашиот систем, трето не е добро за фондот. Ние плаќаме дополнителни 2 пати тогаш средства за нашиот граѓани. И овие се предизвиците кои што ги имаме и ги работиме дневно. Дури има и случаи кои што во редовно работно време во некој од здравствените институции наплатиле. Сите сме пациенти, сите сме граѓани и се среќаваме со такви ситуации. Им било наплатено во редовно работно време како дополнителна дејност. Замислете се, уште имаме здравствени институции кои немат апарат за плаќање со картичка или онлайн. И исто така ги задолживме дека мора тоа така да биде за да може и полесно да ги следиме, бидејќи вака имаме информации наоди или изгубени се материјали или не е платено здравствена функција која што ја имало, како и да е. Еве информатичар сте, тоа можете да го средите. На никој до сега, мислам, никој не го најавил ова.
Добро, ќе се набавуваат, најавивте 100 амбулантни возила, надградени за 7,5 милиони евра. Што значи надградени? Ќе се става дополнителна опрема или како? Не ми е јасен зборот надградени. Вака, значи, тие возила ќе мора да имаат и апаратура која што го следи пациентот од моментот кога пациентот влегува внатре до моментот кога пациентот ќе се хоспитализира или ќе им се пружи Со фул опрема или со не? фул опрема, освен што е со фул опрема, дополнително ќе ставаме и интеракција во реално време и веќе работиме со софтвер кој што ќе имаме, ќе биде централизиран и ќе може да го следиме пациентот и додека се движи од моментот кога пациентот влегува во колата. И верувајте дека можеби звучат футуристички за нашата држава. Сите системи кои што ги имплементираме, веќе се системи кои што се имплементираат со години, за жал, во развиените земји. Придонесува кон две работи. Прво, кон здравјето на пациентот. Значи, ако пациентот, според виталните индикатори, гледаме дека не може да издржи од некој град до главниот град, може да му се помогне во некоја болница која што е у близина. И исто така може интеракција помеѓу експерт во клинички со доктор кој што е внатре во амбуланското возило, за да може да комуницираат и да го следиме и да го мониторираме. И вториот момент е брзо направивме мерења. Кај нас, за жал, брзата помош е во Скопје, не во другите градови. Тука се направи мерењата. Негде од 23 до 35 минути е тој рейндж од моментот кога вие ги барате до моментот кога тие доаѓаат и пациентот е дел. Што е доцнат, на пример во Словенија е 8 минути. И таму не е оптимално. Како и да е, сакам да кажам дека мора да работиме на ова. Еден од проблемите беше дека немаме возила. Затоа веќе постапката е отворена на тие 100 возила. Не се само за Скопје, за цела држава. Така, да. Но од другата страна имаме и друг предизвик. Ова е едни од предизвиците. Вториот е креирање на екипа за брза помош. Таму ви треба доктор, ви треба медицинска сестра и ви треба техничар. Дали имаме луѓе што ги управуваат? И исто така, знаете, пристапот кога го детектирате проблемот е многу полесно после да дефинирате како ќе го решите. Детектиравме дека таму немаме заради две причини. Прво, причината е дека таму се вработуваат доктори, немаат кариерен развој, не можат да одат на специализација, субспециализација, по одредено време, кога тие стануваат доволно добри за да работат, тие си одат во некоја здравствена институција и пак тука имате -1, треба да вработите млад. И цело време се врти системот. И пак велам, не треба да бидете паметни, треба да видите како се решаваат проблемите во другите држави. Таму се решаваат со парамедик профил, значи луѓе кои што ќе бидат обучени и школувани само за брза помош. И тоа е 3-годишни студии кои што ќе ги завршат и ќе работат и таму ќе бидат цел живот. Професионалци кои што ќе работат за тоа. Прво, нема да треба да биде доктор, веќе во цел свет веќе така се работи. Второ, нема да мислите, ако докторот оди на специализација, кај ќе најдам друг доктор и после треба да се обучи и така натаму. И ова веќе го правиме цел курикулум за парамедик и најверојатно од септември веќе ќе почнеме со таа студиска програма која што за 3 години ќе ги имаме првите професионалци во тој дел. Околу јавната набавка сакам да ве прашам, како однапред ја дефиниравте сумата? Според ова, едно возило би требало да чини околу 75.000 евра. Има и поевтини. Не знаеме фирмите кои што ќе се јават, што ќе понудат. Така. Која методологија? Европската унија ни даде некои возила за 63.000 евра. Канцеларијата на ЕУ тука. Како тоа ќе го направите? Како ги израчунавте овие суми? Еве како се доаѓаат до одредена сума. Прво, не знам дали е законски, но кај нас е методологија, што јас ја барам и тоа ми функционира цел живот, истражување на пазарот треба да се направи. Според истражувањето на пазарот, вие мора, значи екипа, група администратори кои што има надлежност тоа да го направат, одат кај министерот и велат министрот кај нас како држава,
тие и тие компании нудат таков тип на возила, толку коштат тие однапред возила, компаниите. па мора да се направи истражување на пазарот, се вика. Кои компании нудат и по кои цени? Едноставно, вие мора да знаете од прилика која, иначе како ќе дефинирате цена. Вториот момент, секој дополнителен елемент кој што ќе биде внатре, вие ќе мора исто така да видите колку ви кошта. И најверојатно според таа, бидејќи тие се административни процедури, има формула како се доаѓа до одредена сума и тоа е според нас, јас не прифаќам ниеден процес кај нас да помине ако нема истражување на пазарот. Бидејќи не сме сигурни дали сме на прав пат или не. Значи се утврдиле дека таа сума одговара. Може да биде помала, најверојатно поголема помала, не знам но како и да е, значи истражување на пазарот мора да има за све, за мали работи, не само за оваа капитална инвестиција во здравството. Добро, здравството е еден од секторите со најизразена разлика меѓу доживеана и непријавена корупција. Тоа покажува едно од истражувањата на невладината ЕСЕ, а непријавувањето е најчесто страв од омраза, од негативни последици, од губење на пристап до здравствени услуги. Како ќе се справите со корупцијата? Вие најавивте нешто. Само со дигитализација. Единствен начин како да се справите со корупција не само во здравството, во сите системи и во сите држави, единствен начин е да имате систем кој што ќе ги следи сите процеси. А систем за да ги следи сите процеси, а да не биде директно човекот и индикатор кој што може да ги промени тие индикации и процеси внатре е дигитализацијата. Значи, освен со дигитализација, друг начин нема. Затоа за прв пат правиме национална стратегија за дигитална трансформација на здравството. Тоа е при крај. Мислам дека за месец дена ќе излеземе со финалната верзија. И ќе објасните. Тоа ќе ни биде патоказ како чекор по чекор ќе одиме во дигиталната трансформација. Зошто велам единствено? Вие, според вашите информации, рековте дека се плашат граѓаните да пријавуваат и тоа е точно и тоа е природно и нормално. Се работи за доктор кој што вие имал сте простор зависни, каде што сите се знаеме. Ама не, на крајот на денот сте зависни заради тоа што ве лекува. Јас за жал слушнав и тоа не ми се веруваше и за политичари кои што се доктори се плашат да зборат, бидејќи вели не се знае, утре можеби ќе бидам пациент. Замислете страфот до кај оди за мали држави како нашата. И затоа не пријавуваат. Затоа од самиот почеток направивме систем кој што може да пријавуваат без име и презиме, едноставно, анонимно е до крај. Тоа ме интересираше, дали ќе се охрабрат да пријавуваат? Па веќе функционира тоа и пријавуваат. Да, обезбедувате систем преку кој што безбедно ќе може да пријават, да не се знае. Веќе објавуваат, веќе имаме неколку наоди, некои веќе од нив веќе се решаваат. Имате и објавено еден од пациентите, мислам дека објавил на социјалните мрежи дека заради тој систем ги решавал некои проблеми што ги има во здравството. Јас мора да бидам искрен, не сум многу задоволен од системот, уште се плашат граѓаните, најверојатно не веруваат кон системот дека е анонимен. И имаме негде досега 450 анонимни пријавени недостатоци, ајде да кажам. Некои од нив се работи за корупција, други за друг тип на неуслужни процеси во здравствениот систем, но како и да е, според таа перцепција дека во здравството има многу голем број на злоупотреби, не е голем бројот на пријавени можни злоупотреби. Каде да најдат, како да... На веб страната на Министерството горе одма пишува пријави корупција и таму неправилности, бидејќи може да биде административна. Например, имаме куп на пријави од кои што вели чекав многу. Чекав сат и пол, 2 или пред мене влегува 5 мина, јас бев на ред. Најчесто се жалат на тоа. Иако имале термин. Да, иако има. И тука го решаваме, ќе видиме како ќе ни оди, но имаме веќе начин како и тоа да го намалиме. Добро, одиме повторно со совети, доктори и фармацевти даваат совети.
Сезонските алергии мора да се третираат со исклучителна внимателност, бидејќи често симптомите помеѓу алергија, вирус и настинка знаат да бидат слични, ако не и идентични. Освен сезонски алергии, присутни се и алергии на кожа, алергии од домашна прашина, домашни миленичиња, како и алергии на храна и одредени лекови. Морам да напоменам дека некогаш алергиска реакција може да даде и одредена храна која и секојдневно сме ја користеле или лекови кои не ги земаме за прв пат во нашиот живот. Покрај конвенционалните методи кои што се користат, покрај лековите, односно антихистаминиците, постојат многу различни суплементи и препарати кои што се земат пред почетокот на алергијата, меѓутоа и за време на сезоната на алергии. Со редовна и навремена употреба на одредени препарати, ние го потпомагаме тој процес и тој период да го поминеме полесно и побезболно. Многу е важно да ја наметнеме назалната хигиена кај алергиите. Постојат различни продукти кои што се користат за назална хигиена. Тоа не се оние стандардни спрееви, раствори за нос, туку постојат конкретно чистачи, односно сетови за назална хигиена. Назалната хигиена е од исклучителна важност, бидејќи сите алергени првично се прилепуваат на носната слузница и предизвикуваат дополнителна иритација. Затоа е многу важно да дадеме совет и практика секогаш носот и дишните патишта да не бидат чисти, продни, меѓутоа и заштитени. Покрај чистењето на носните патишта, многу е битно пред самата сезона да се започне со користење на препарати богати со калциум. Зошто со калциум? Затоа што ги зацврстува крвните садови, на тој начин ја прави пермеабилноста на крвните садови поотпорна и поголема. Со самото тоа алергените нема да навлегуваат во крвотокот. Значи, доволно е да се задржат на површината каде што останале прилепени. Витаминот С, и тоа липосомалната форма на витамин С во високи дози, е од исклучителна важност, значи го јача имуниот систем. Тоа е најсилен и најмоќен антиоксиданс. Постојат во аптеките голем избор на витамин С. Секогаш мојот избор е тоа да биде природна форма некоја на витамин С, кој што може и нема да направи стомачни, односно дигестивни тегоби. Затоа е убаво да се избира витамин С кој што е изолиран можеби од дива шипка, ацеролата како природен извор на витамин С и други најразноразни препарати. Убаво е и наша препорака секогаш е Алерхелп ампулите. Тоа е билна комбинација во течна форма. Предност е што е во течна форма, има пријатен вкус. Меѓутоа ги олеснува симптомите кои што се јавуваат за време на сезоната на алергии. Со една ампула на ден вие веќе сте покриени за следните 24 часа и тоа по природен пат, што ни е многу битно и секогаш изборот гледаме прво да бидат билни препарати, органски суплементи. Кверцетин во комбинација со С-витамин. Кверцетинот е природен антихистаминик, има силно антиинфламаторно дејство и моќен е во борбата со симптомите на алергии. Се враќаме повторно во студиото, третиот дел со интервјуто со министерот за здравство Азир Алиу. Во декември лани најавивте дека до мај клинички ќе има нов паркинг со смарт инфраструктура и катна гаража. Мај дојде, катната гаража ја нема. Точно, во што е право сте. проблемот? Мај дојде, катната гаража ја снема. Еве ќе ви кажам каде и кога ќе ја има. Имајќи во предвид дека тој пристап за паркингот и направивме анализи, ни треба 3 до 4 месеци, затоа рековме дека во мај ќе имаме потполно нов пристап во клиничкиот центар со цел паркирање во реално време, со смарт паркинг и така натаму. Добро. Што се случи во меѓувреме? За жал,
целата парцела на клинички центар Мајка Тереза не беше во катастар внесена. Фактички јас се чудам како можело досега Министерството за здравство да го даде под концесија нешто што не е. Ама тоа не е на Министерство за здравство, мислам дека е на општина центар или на градот. Не, ама како и да е, вие не можете да ракувате да стопанисувате Сакате Министерство да стопанисува. Дозволете само да ве информирам. И според законот, ние ја почнавме процедурата, ја информиравме владата дека сакаме таков и таков паркинг со цела архитектура како треба тоа да изгледа, со техничка спецификација. На крај од правната служба велат имаме проблем, министри. Кој е проблемот? Парцелите ние не сме надлежни над парцелите, не смееме да подпишеме договор ни со јавното предпријатие за паркинзи во Скопје. Јас велам добро, како е досега направено. Прво до 2023 година беше договорот, замислете 3 години, 2,5 години стопанисува без договор предпријатието. Како и да е, на крај на денот велам добро, кој е паркинзи? Велам кој е решението, што треба да направиме? Единствено решение беше да може да се креира елаборат да се направи, да може сите парцели кои што се дел од клиничкиот центар да бидат на име на државата во катастар и после тоа владата да ни даде право на стопанисување како министерство и тек тогаш да имаме право ние да подпишуваме договор со друга институција за стопанисување. И заглавивме во административниот лабиринт се додека, не знам, мислам дека пред месец и пол завршивме со тоа, 2, ако не се лажам, не знам точно кога завршивме, како и да ние трошевме време, месеци, административно да го решиме. Знаете, да се направи елаборат за толку голема парцела, трае, лимитирани се и човечките, и административни. Еднаш на седница на влада, па втор пат, па трет пат, на службен вестник и така натаму. И сега веќе имаме подпишан договор. Град Скопје веќе отвори постапка административна, ќе биде паркингот со катни гаражи кои што ќе бидат монтажни. Тие ќе го прават или тие ќе го прават, тие ќе стопанисуваат 15 години. Нема тендер да прават тие. Не, тие си прават дефинирани се и техничка спецификација како треба да биде, ќе бидат сензори кои што ќе комуницираат со граѓаните во реално време, но ќе има и софтверско решение кое што ќе може ние од дома да резервираме паркинг простор кој што ќе го имаме, ќе знаеме во кој број таму и ќе се паркираме. Сега во реално време? Зошто го правиме ова? Кога би било? Па според договореното, тие ќе почнат штом заврши процедурата административна кај нив. Јас се очекувам за 2-3 недели веќе да има градежни работи во паркингот и цениме дека за 3-4 месеци веќе катните гаражи, тие брзо се, значи тие се монтажни, не е цврста градба и брзо ќе се направат, но тај вертикалните гаражи ќе имаме и хоризонтална сигнализација и паркинг места кај што се моменталните, но ќе бидат назначени, модернизирани со сензори, со 2 или 3 катни гаражи. Најверојатно 3, според анализите. Битно ни е во овие нова технологија, ни рекоа експертите дека може да одиме вертикално колку што ние имаме потреба, така да ќе направиме толку паркинг места колку што имаме потреба во клиничкиот центар. Во меѓувреме се уште функционира и приватниот паркинг кој што нели тогаш првата, втората недела, не памтам, јас потпишав договор со еден хотел у близина на Мајка Тереза. Таму се користи тој дел за да може да имаме слободни места за пациентите. Малку да се и ова е една од причините зошто имаме гужва во клиниките, бидејќи вие доаѓате на време и ќе трошите пола сат, понекогаш и сат време за да најдете паркинг и автоматски вашиот слот за процесирање во здравствениот систем или сте цајкнот или веќе ви поминал, и тоа е една од причините и за нервози и за доцнување. Многу е алармантна состојбата со паркингот, на вистина. Така е. Ајде кратко за пензионерите со пониски пензии, им ветивте бесплатно болничко лекување и ослободување од партиципација. Од кога ќе почне оваа мерка да се применува? Ова е мерка или измена на закон? Прво, вака веќе функционира и имаме са изголемување на таа граница на пензии за да може да се ослободат од партиципација, да може да им се пружи здравствена заштита. Имаме две работи со пензионерите. Прво, предизвикот е дека ние како нација старееме
И тука имаме две работи. Првата работа, имаме нови здравствени предизвици заради старосна граница на населението и тука веќе мора да имаме и нови протоколи во здравствениот систем. Вториот момент е инфраструктура за таа популација кај нас, што секој ден расте заради старосната граница. И тука веќе размислуваме сериозно да направиме центри низ државата за да може да ги изгрижиме граѓаните, бидејќи не е само здравствениот проблем, туку е исто здравствени институции кои што ќе се грижат за таа популација за да може и да се пред терминална фаза, тешки болести, ние немаме инфраструктура, се чека и тука за жал со месеци, со недели. И ова не е еден од предизвиците, но исто така предизвик ние тука и здравствените работници кои што се специализирани за тој дел на здравствени услуги. Правиме анализа и мапирање на демографијата во државата, каде ни треба и како може тоа да го направиме. Веќе пристапот на Министерството веќе е децентрализиран здравствен систем. Зошто? Во моментот, верувајте, 70% на здравствени услуги кои што се нудат во клинички центар Мајка Тереза треба да се нудат на секундарно здравство, не на терцијално здравство. Тоа значи дека 70% на услугите кои што ги нудиме во терцијално здравство не треба да ги нудиме. Во спротивно, ако се намали овој број, тука докторите и експертите ќе имаат и можност да се бават малце и со наука, бидејќи идејата на терцијално не е за да лекуваме болести кои што се лекуваат на примарно или секундарно. И ова не е прв предизвик, а се поврзува индиректно и со таа популација, затоа сакаме таа слика малце да ја прошириме. И тука почнавме, првиот чекор е телемедицина, веќе работиме со Дебар и Делчево, не знам дали сте информирани дека веќе функционира и на мој термини имавме, јас лично бев таму како пациент во Дебар за да го пробаме како функционира и во моментот правиме, бидејќи го тестиравме, функционира, значи професорот дерматологија тука нудат дерматолошки здравствени услуги. Јасно ми ова се најавуваше и пред 20 години, веќе функционира и сега одиме во втора фаза. Дали го применуваат? Да. Ова е 2 недели фактички функционира. Но зошто го пилотиравме за да видиме кои ни се предизвиците и поголем предизвик знаете дека беше човекот, веќе се плашат да нудат услуги во далечина, нормално таа е нов пристап, нова методологија. И сега втората фаза ние да ги институциите да ги акредитираме за да може да работа со телемедицина, бидејќи е нов пристап. Но исто така и вработените ќе морат да се сертифицираат за да може да бидат доктори или медицински сестри и тие се процеси кои што во моментот ги работиме. Болниците во Кичево и Штип останаа незавршени. Болницата во Кичево е загинис. Се гради 37 години. Така е. Мене ми интересира ќе одговара ли некој во проектната единица во Министерството за здравство за парите што се потрошија сите овие години. Прво беше Светска банка, потоа беше Банката на Советот на Европа. И колку кредити воопшто граѓаните на оваа држава и која сума треба да ја исплаќаат? Ние, за жал... Дали имате информација за тоа? Еве, пред да ви дадам да имам информација, за жал уште плаќаме. Да ви и ќе плаќаме, да. Знаете зошто? Таму им плаќаме сега институции кои што security агенции за обезбедување за да го обезбедат и Штипи и Кичево. И уште плаќаме. Еве сега се затвори тендерот и мене велам луѓе 40 години институција. Кажете ми некоја друга држава во свет 40 години болница. Која е логиката? Секој ден и сега се уште плаќаме, дополнително средства трошиме за да може да обезбедиме институција која што 30 години не е активна. На крај испадна дека во Кичево ќе треба да направиме нова здравствена институција, таа да биде ќе се даде, бидејќи во спротива во спротива имаме здравствен дом кој што е во бараки, никакви исто така услови
И ова зграда, која што се гради 37 години, ќе биде здравствен дом, додека за здравство за болница ќе се гради нова. Со кој пари? Според експертите кои што велат дека не ги задоволува истата, не ги задоволува базичните инфраструктурни потреби. Ние знаете дека исто така и за ова има пресконференција, значи Тетово, Кичево и Штип ќе се градат со средства со кредит, со G2G програмата која што ја имаме и негде отприлика анализирано е 205 милиони евра за трите институции. Во Штип ќе се гради и нели освен што клиниката ќе биде завршена, ќе имаме факултет, значи цела зграда за факултет за медицински науки и ќе имаме дормитори за студентите, значи студентски дом. Во Тетово исто така ќе се градат целата инфраструктура ќе се подобри и ќе се градат 2 објекти. Во Кичево таа болница која што ја спомнавте. Во моментот сме на, значи сите фази од страна на Министерство за здравство ги завршивме. Министерство за финансии е во последна фаза за да одбере со која кредитна линија ќе одиме. Таа треба да помине на седница на влада за да може понатамо да се процесира. Како и да е ќе биде процесирано. Колку кредити имаме за отплаќање до сега и која е сумата? Значи, сумата не ја знам точно сега, да не шпекулирам со бројките. Како и да е, голема е сумата и за жал, освен што е голема сумата, резултатите се видливи дека нефункционални се. И нашите граѓани од Кичево таму одат во стара инфраструктура, не знам, се враќате 50-60 години наназад ако одите внатре. Јас наредната недела одам со градоначалникот да се видам и да видиме во кој дел од градот ќе биде новата болница. Како и да е, жално е заради тоа што немало добра динамика на работите и анализа на тоа што се работи и како треба да се заврши. А кредитите ќе ги исплаќаат и нашите правнуци, претпоставувам. Го читав ревизорскиот извештај од 2017, излезен 2018, каде има еден фрапантен податок. Никогаш пред 2017 не е вршена ревизија и не бил направен финансиски извештај на сметката на буџетот за заеми. Го знаете ли ова? Да. Како е возможно? Знаете, зошто не било ревизорите прават годишна програма која што детектираат или по информации или по барање на институциите, веќе ги стават во програма кои институции и што од таа институција ќе анализира за да има ревизорски извештај. Јас во принцип и во другото министерство кога бев во МИА барав тогаш од ревизорите за да имаме извештај и ние како менаџери треба да го направиме тоа за две работи. Прво, заради нас, да имаме јасна слика што се случува со институцијата која што менаџирате и вториот момент заради тие недоследности кои што може да ги има, тие неправилности кои што може да ги има, да не се повторуваат во системот. За жал така е и тие се лимитирани со човечки капацитети. Немам одговор зошто тоа е, дали никој не барал или немале време да се направи ревизија, како и да е. Никој не влегол во проектната единица. Постои ли сега таа проектна единица? Фактички луѓето што работат таму се уште се вика проектна единица, но проектната единица била креирана заради кредитите, нели, од заради реконструкција и изградба на нови болници, да. Тие експерти што ги имаме таму, што работат, се уште работат, дел од нив не, но се уште дел од нив се таму работат. Јас со новата систематизација планирам да имаме проектна единица во склоп на министерството. Ќе биде тешко, бидејќи таму се профили кои што тешко може да ги најдете да работат во јавна институција заради плати и така натаму. Таму ви требаат архитекти, градежни инженери, машински инженери, електроинженери, правници, економисти, кои што знаеме дека во приватниот сектор платите се многу повисоки од државните, но имаме концепти со новата систематизација веќе барав да креираме цел сектор кој што ќе се бави со овој тип на услуги. Значи се заташкаа сите работи околу проектната единица, немаме извештаи финансиски, не знаеме што се случувало со парите, Светска банка си замина одамна, си замина
колку што знам и Банката на Совет на Европа. Не, ние со Светска банка имаме дневни комуникации, така Ама да... сега тоа е нешто ново. Зборувам за периодот пред 25 Како и да е, јас мислам години. дека ако е се проекти од надвор, немам доволни информации, најверојатно имат извештаи и финансиските институции кои што финансирале проект, бидејќи текот на работите, логиката така кажува, ако вие давате пари, мора да имате и извештај со тие пари. Но никој не што се побарал, нели, да се финализираат тие извештаи. Кратко, ќе има ли департизација во здравството? Ќе се почитуваат ли измените на Законот за здравствена заштита, директорите да немаат дискреционо право при изборот на кандидатите и на крајот на краиштата, дали директорите можат да бидат непартиски? Прво, јас се фрапирав тогаш кога сватив дека после цела таа процедура и толку трошење време, капацитети, па и пари, на крајот директорот одлучува кој ќе биде вработен. Јас јавно, ако се вратите во моите први пресконференции, реков ова не може да функционира вака. Че не може директорот на крај да ги множи со нула сите процеси кои што Министерството ги прави. Тоа е тотално нелогично. И ние, тој закон веќе е на ЕНЕР, не само што ќе се законот е строго дефиниран сега, не им дава на директорите можност да играат со бројки или бројката првиот со 100 бода да биде да не се вработи, а тој со 30 или со 50. Се качил горе и се качил, е примен. Не, едноставно не се качил, туку едноставно е примен заради тоа што директорите имаат право да вработи. И тоа право веќе нема да го имаат за да имаме меритократски систем. Зошто тогаш одлучивме, и јас мислев дека тоа е тотално нелогично и на крај бевме сигурни дека што побрзо да се направи, толку е подобро. Јас имам често средби со наши доктори кои што работат во диаспората надвор и се фантастични. И првото прашање тогаш ми беше зошто сте надвор, а не тука. Ни треба доктори, платите не се веќе ниски, не се мали. Така. Велам зошто мора Германија, Австрија, не знам, Италија или подалеку. Верувајте дека платата беше последна, не дека не беше како индикатор битен, но беше последен индикатор. Прво, дали знаете кој беше? Значи, ми рекоа, министер, нашиот кариерен развој во Македонија е под знак прашалник, дали директорот ме сака, дали институцијата ме сака, и на крајот на денот јас не сум сигурен дека после 5 години тие идеи што ги имам за кариерен развој ќе можам да ги реализирам, да ги реализирам со мојата работа, не да некој да ми помогне. Едноставно на прво место беше кариерниот развој. А за да може да бидат сигурни, ова е тоа што ние го менуваме во законот, за да не само вработување. И во кариерниот развој ставаме и во подзаконски акти, им кажав на колегите да стават јасно дефинирани KPIs, правила за мерење на квалитет. И ви гарантирам дека тогаш, кога ќе бидат сигурни дека јас не зависам од вас како директорка на институција дали ме сакате или не, туку зависам од себе си, дали работам или не, тогаш веќе ќе бидам поспокоен да работам во таа институција. И според, јас сум многу сигурен дека со измените на законот и подзаконските акти ќе имаме систем кој што ќе ги, не дека нема да има, на крајот на денот тој што сака да злоупотреби можеби ќе најде начин, како што сега во здравствениот систем многу интересно наоѓаме еден многу креативен начин на прескокнување на некои процеси и тоа најверојатно за месец дена ќе излезам во јавноста ако тоа се докаже дека е така. Во кој дел? Креативен е многу, така да дозволете да го анализираме до крај. Добро. Има многу креативни начини. Географски е поврзан од една институција во друга, во трета, за да се губи трагот на пациенти, како и да е, најавувам дека веќе го детектираме тој процес и анализираме. Сакам да ви кажам дека во здравствениот систем многу е битно, не само во здравствениот, сегде, но во здравствениот толку вложување, 6 години студии, 4 години, 5 или 6, зависи кај одите на специализација. И на крајот на денот да зависите од директорот или од министерот или од министерството, мислам дека не е во ред. И тоа е главната причина што си одат. А директорите и понатаму ќе бидат партиски поставени. Најмал проблем, според мене, може би грешам, најмал проблем е кој поставува директор. Поголем проблем дали знаете кој, според мене, значи како со моето искуство што ги имам. Ако се поставува директор кој што нема појма како да менаџира со институцијата. Значи вие мора да имате човек
кој што прво ги знае процесите внатре. Второ, има визија и мисија како таа институција после 4 години како да биде подобрена и од инфраструктурно и од услуги кои што ги нуди. Тука малце грешка или да кажеме системот малце треба да се подобри. Ние како Министерство за здравство сега работиме на цел курикулум за менеджмент во здравството, за да може да се обучат докторите кои што имаат амбиции да станат директори или менаџери на институцијата. Бидејќи за жал образовниот систем кај нас е многу фокусиран професионално и тие базични soft skills ги немаме како професионалци и тоа се случуваше и во време кога јас студирав, за жал и сега се случува, че тие вештини кои што секој од нас, без разлика дали е доктор, инженер, правник, економист, мора да ги има, нашите доктори ги немаат. И тука правиме цел концепт за да може и цел сектор, за да може non-formal education, таа неформална едукација да ја внесеме во здравството и да ги едуцираме или обуки на докторите во вештини кои што им се потребни дневно. Не само за менеджмент, исто така и за дигитализација. Ние џабе ќе купиме компјутери или така, нови технологии ако не се обучени да работат и да ракуваат со нив. Мените тоа се покажа со економските директори. Сите клиники работеа со минус. На 2 пати им се простија, 2-3 пати им се простија загубите, но не оди тоа така. Сега правиме централизација, така да ќе се намали тој момент. Идејата со спојување на клиниките сега е... Не, веќе почната е. Ние не знам дали знаете дека веќе ги споивме 2 клиники. Кардиологија и кардиохирургија веќе се споени клиники. Зборувам за цел клинички. Се уште е фаза. Знаете, во здравството не смеете да креирате адхок решенја да направите, бидејќи поврзани се многу процеси, а за жал или за среќа се поврзани со време и со услуга. Вие не можете да кажете во клиника нема да работиме месец дена, бидејќи реорганизација административна правиме или инфраструктурно. Тоа не можете. И затоа сме многу предпазливи, чекор по чекор. Зошто почнавме од кардиологија и кардиохирургија? Прво, заради тоа што се во иста зграда. Второ, се знаат и кога беа 2 различни клиники, тие работа едни со други, сподела знаење и предизвици. Тоа е во ред, меѓутоа зборувам за цел клинички, кој што беше поделен на 32 така е, и ќе бидат споени, чеко по чеко, велам, сега гледаме, мапираме кои клиники со кои, и така ќе одиме бинарно, за да ги споиме и после да ги споиме сите. Тоа е процес. Моментално што правиме, сакаме да ги исто така минимизираме во лабораториските активности што ги имаме во клиничкиот центар и тука според нашите анализи ќе оптимизираме и од финансиска гледна точка, од практична и квалитетна гледна точка. Сега веќе со директорот на ендокринологија, таму има лабораторија, ќе ги поврзаме со биохемија за да може сите лабораториски анализи да се прават на биохемиска клиника, не на ендокринологија, бидејќи и се блиску и исто така ќе штедиме пари. Гледате, одиме чекор по чекор, таму кај што можеме да споиме или да оптимизираме. Тоа е тој процес во кој што веќе е почната. Министр, ги читам вашите колумни на веб страната на Министерството и морам да кажам, имате дарба за пишување. Благодарам. Ќе продолжите ли понатаму ако си заминете од Министерството да бидете колумнисти некаде на друго место да пишувате? Јас не само сега, јас си пишувам прво и за мене од време на време, сакам, тоа ми е момент кој што уживам, нели, рефлектирам. Јас верувам дека секој од нас може секој ден да биде подобар, а единствен начин е читање и пишување. Преку читање абсорбирате, преку пишување се гледате себе си дали тоа што го пишувате, бидејќи многу е интересно кога јас се враќам на моите колумни, понекогаш сакам нешто да сменам, тоа значи дека веќе евалуирам и јас во тие процеси или гледам различно и тоа го правам заради себе си и заради публиката, за да може прво да ме едноставно моите идеи кон здравствениот систем да бидат јавно достапни, а од другата страна да ги следам и утре, еве и вие како новинар да ми кажете, еве во таа и таа колумна пишувате така, зошто обратно работите.
И да ќе продолжам и понатаму да пишувам, бидејќи Но некаде тоа ми на е друго делот. место, ако си заминете од Министерство. Кај да сум, значи ние прво сме луѓе, За проблематиката. така да ќе пишувам. Може би, не знам, и ќе пишам и книга понатаму, но тоа е кон крајот на кариерата. И да ги соберете сите колумни на едно место. Ви благодарам на разговорот. Благодарам за времето.